Разговарале за следните чекори што треба да се преземат за напредок на државата кон НЕУ, но кои и какви се тие не се откриваат детали. Од попладневната средба на председателот Пендаровски и заменик помошникот државен секретар на САД Габриел Ескобар стигна само кусо соопштение. На средбата беше потврдена поддршката на САД за европските аспирации на нашата земја. Истовремено беше изразено очекување од официјален Вашингтон дека Северна Македонија ќе го продолжи патот кон полноправно членство во Европската Унија. Во таа насока на средбата се разговараше за следните чекори, кои што треба да ги превземе Северна Македонија со цел да напредува во ЕУ интегративниот процес. По пресрет на утрешните средби на политичките опоненти со Ескобар, Ковачевски и Мицкоски пак ги повторија веќе искажаните ставови. Опозицијскиот лидер ја обвини власта дека врши тортура и притисок врз ВМРО ДПМН, а на помош повикува и странски дипломати. Јавноста мора да биде сведок на оваа тортура која што владата ја прави преку своите гласила, но истовремено коленичи по светот и носи луѓе од светот овдека да прават тортура врз ВМРО ДПМН. Ние ќе останеме затоа што не го правиме тоа од инат, туку ова го правиме затоа што веруваме дека тоа е исправно. Мицкоски е подготвен да разговара само за брзи избори, се друго за него е тортура и притисок. Премиерот Ковачевски пак вели дека од меѓународните пријатели добиваме поддршка, а не заговор. Пласирање на тези дека постои светска завера во ниту еден случај не им оди во прилог на граѓаните, ниту на државата, освен во политичка кариера на тој што го кажува. Од Стејт департментот изјавија дека Ескобар на средбите ќе разговара за билатерални и регионални прашања и за зајакнување на партнерството со НАТО. Очекува продуктивни разговори и заеднички дискусии за интеграцијата во ЕУ и долгорочниот просперитет на Западен Балкан.